Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот на вечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Денес е празникот Свети Андонije, а утре Свети Атанас, почитувани ги сонародници, кој ден веќе почнува да се зголемува со еден час. Најпрво честитки и имендени и честита слава на сите оние кои ги носат имињата на овие празници, меѓу кои и мојот драг пријател Насе Опашинов од село Буф. Вечерва пак покрај Блиц вестите ќе дадеме во рубриката профил за нашиот сонародник Владе Димитриевски од село Грешница, неколку зборови исто така за нашата сонародничка Елина Христовска од Битола, како и краток коментар на неделата. Ви посакувам пријатна разонуда. Кога ви ќе спомнавме за Владе Димитриевски, ви ќе на сите вас ви е познат дека тој е актуелен председател на црквата Свети Климент Охридски, па да отпочнеме да го откриеме неговиот лик. На околу 15 на километри од градот Битола, во подножието на планината Баба, се наоѓа селото Грешница. Ова село кое името го има добиено бидејќи е стар локалитет на некоја градска населба, зашто се спомнува и Александар III Македонски, а како доказ е калето што се наоѓа над самото село. И во ова село, кое е богато со природни убавини, се занимава со сточерство, овчарство, козарство и земјоделие. Печелбарството е многу застапено, зашто многу од жителите на Грешница се иселија во прекоокеанските земји, меѓу кои Канада, Америка и Австралија. Ова село е богато со голем број на цркви, меѓу кои Пречиста, Арангел, Свети Спас, Свети Никола, Свети Атанас, Свети Димитрија, Свети Тодор, Света Петка и црквата према Велушина, Света Недела. Реконструкција е направено на скоро сите цркви, би рекла на сите цркви, а најмногу помогна, како што велат мештаните, иселениците од Канада, како и од Австралија. Наште баби, дедовци,
Во 1944 година во фамилијата Димитриевски ги усреќи рожбата на нивниот син Владе, веселите родители Вангел и Цвета Димитриевски, еден син меѓу три ќерки на ова фамилија. Уште како мало дете работеше и земјоделие, но и овчарче, меѓутоа тој како и многу други мечтаеше за белиот свет. Го напушта селото Грешница, ја напушта Битола и доаѓа во 1963 година во Торонто, Канада. Најпрво се вработува во ресторант, а потоа во месарница, за да на крајот пак се вработи во Board of Education. Неговата среќа му се насмевнува, зашто пронајдувајќи ја Мара Михајлидис, породители Михајли и Божна Михајлидис од село Раково, вклучуваат брак од кој ги добиваат нивните тројца синови Стив, мајки Луи и ќерката Силвана, за да подоцна се радуваат со 6 внуци.
Името на Владе Димитриевски е познато не само во Торонто и околината, туку и пошироко, па би рекла и младо и старо има чуено или го имат видено Владе Димитриевски од село Грешница. А има и зашто. Овој човек беше член во Организацијата Обединети македонци и член, исто така во црквата Свети Климент Охридски, Друштвото Грешница, за да потоа многу години биде и председател на Друштвото Грешница, а актуелен председател на црковната општина Свети Климент Охридски со неговиот 4ти мандат. Димитриевски точно знае што треба и како треба кога има некоја обврска, како што е председател на Свети Климент Охридски, но исто така и неговата соработка со управниот одбор и неговата управа, но и соработката и со другите црковни општини, организации и друштва, сето тоа помогна благодарение на неговиот карактер за да биде еден од омилените председатели на црковните општини во македонската комуна. Секогаш за неговите идеи се консултираше со управниот одбор на црквата. Се труди со секој ден да биде во најдобра соработка, што поради неговата добричина, дури тој има и по некои од членовите или македонците кои ќе му замереа, а тоа можеби тој имаше право зашто сакаше да има мир и соработка со управата со која тој и беше и е лидер. Владе Димитриевски и како председател на Друштвото Грешница, како и председател на црковната општина Свети Климент Охридски, но и индивидуално помагаше и помага речиси насекаде. На македонските медиуми, Human Rights, по Организацијата Обединети македонци и во други цркви на овие простори во рамките на неговите можности, но редно е да потенцираме дека во време на неговото председателствување како во црквата Свети Климент Охридски, така и како председател на Друштвото Грешница, со помош на неговите соселани донира за реконструкција на црквите во неговото родно село, а има добиено и пофалби, признанија, но и благодарница, како што пред неколку недели ја доби благодарницата од фамилијата Станвик, што беше направено од негова страна во црквата со помош исто така на неговата управа, како што реков по повод смртта на Коста Станвик, но дадена благодарницата од неговата фамилија на Коста Станвик. Владе Димитриевски веќе со 4 мандати како председател на црковната општина Свети Климент Охридски.